Добро вечер. Една година од вселувањето на американскиот претседател во 47-миот претседателски мандат во Вашингтон и нешто повеќе од една година од Минхенската безбедносна конференција, Светскиот економски форум во Давос оваа година на своето 56-то издание очигледно беше последната сцена за вистинскиот политички развод помеѓу сојузниците. Вашингтон и Брисел разменија прилично остри тонови, но овој пат ништо како на Минхенската конференција и на вредливиот говор на потпредседателот на Америка J.D. Венс. Тоа што шокираше пред една година подоцна во Давос како одговор од европските челници звучи како свесност дека политичкиот развод е тука, причини за носталгија не треба да има, носталгијата не може да биде стратегија, ниту може да се живее во лага. Светскиот поредок, како што го познававме допред некое време, е веќе мртов. Кога тоа ќе го кажат високи функционери од европското семејство, значи дека или исчитале дека со атлантизмот и мултилатерализмот е скоро веќе готово. Причината за ваквиот израз на оштри ставови кои досега не сме ги слушнале, очигледно е гренландската криза. Но овие констатации беа изречени во околности кога веројатно за лидерите беше повеќе од јасно дека на маргините на овој форум Марк Руте и Доналд Трамп ќе постигнат некаков договор. Сепак жестината тогаш на ваквите изјави и говори и од Урсула фон дер Лајен, и од белгискиот премиер, и од премиерот на Канада, и од францускиот претседател, веројатно беа искористени како прилика да се потврди дека Европа повеќе нема да живее во пораката која испраќа Вашингтон дека европските паразити треба да почнат да се грижат за себе, а тие во Давос потврдија дека ја разбрале пораката од Вашингтон и дека новата концепција ќе треба упорно, скапо и посветено да се создава во секој аспект. И безбедноста на Европа, и незиниот економски просперитет, и градењето на нови релации. Кој е изненадувањето? Има ли доследност од Вашингтон во која европските пријатели упорно одбиваат да ја читаат и се обидуваат да ја толкуваат како можеби нервоза, агресивност и чуден карактер на американскиот претседател? Белгискиот премиер вели не. И Трамп го замине, и новите претседателства во Вашингтон очигледно дека со очите ќе бидат свртени кон Пацификот, а со грбот кон Атлантикот. Тоа е предизвик во кој Европа ќе треба да се препознава одново, да ги гради своите внатрешни релации и особено сето тоа да го прави во ситуација во која и да биде постигнат мир во Украина, решението и животот покрај агресивната Русија ќе биде примарно задача на Европа. Денешните пораки кои ги упати Зеленски на форумот во Давос, веројатно уште посликовито што би се рекло на паталецот, отсликуваат зошто и покрај шокантните однесувања од официјален Вашингтон, оние кои ја живеат белјата скоро 4 години во Украина, се помалку наоѓаат разбирање за европската неснаодливост. Дали всушност светскиот поредок се сруши според оној Ленинов принцип? Можете да живеете децении без никаква одлука, а потоа во една недела да се случат децениските одлуки. Имаше се нешто во Давос, се цитираа филозофи, се одеше од Тукидид преку Грамши и сите беа во намера да објаснат поконкретно што ќе мораат да живеат и да ги подготват своите нации за нови предизвици. Економска базука нема да има, тоа што Марк Руте успеа да го договори во отсуство дури и на данците, иако примерно Гренланд е клучното нивно прашање, ќе видиме како понатаму ќе се развива. Кои се пораките од таму? Македонската делегација скоро ништо не кажа, не е јасно и со кого воопшто се сретнаа таму. Може би е добро што не беа поканети во одборот за мир, веројатно и тоа ќе го прифатеа, затоа што ние сме нели од периметарот на Вашингтон.
Дали е ова провокација во Давос да се отслуша се што слушна таму македонската делегација, да се врати дома, да ги препрочита своите стратегии, без обврска да се изјаснува помеѓу едните и другите, да го пронајде вистинското решение за својот пат? Кој е тој? Вечерва на Вин-Вин мои гости се универзитетските професори Александар Спасеновски, добар вечер, советник на премиерот за европски прашања, и Александар Спасов, универзитетски професор и советник на порамнешниот председател Пендаровски и на премиерот Заев за надворешна политика, внатрешна политика и уставни прашања. Ќе направиме прва пауза за реклами. Јас ќе се обидам да ги соберам сите цитати од тоа што досега најчесто не сме го слушале на ваква меѓународна сцена и да пробаме да исчитаме колку е тоа континуитет од едната и од другата страна или толку многу во толкава мера новонастаната ситуација како понекогаш што сакаме да отсликаме или начин како што вели српскиот председател, светот оди во луда насока. Пауза за реклами. Да, се враќаме назад. Професоре Спасеновски, никогаш не сме виделе ваква реторичка расправа, иако во исто време не беа едните и другите, и тоа е на некој начин знак колку веќе одбиваат да се слушаат. Првата европска гарнитура дојде, кажа што кажа, замина, потоа се појави Трамп, останатите кои што канадскиот премиер ги нарекува ние средните, или оние кои што треба да го препрочитаат есеот на Вацлав Хавел, моќта на немоќните. Горе-долу се наблюдувачи и тоа разминување имаше некаква порака. Дали вие разбирате логиката под предпоставка дека тоа што го направија Руте и Трамп во некаквиот рамковен договор за Гренланд, всушност беше ситуација која веројатно и претходно е брифирана и за која веројатно поголема дел од европските лидери кои се заминаа знаеа, но сепак одлучија на форумот во Давос да ги постават позициите кои повеќе имаат врска со одговорите на конечниот развод од долгото измачувачко убедување на Доналд Трамп и некаквата свесност дека конечно тоа е тоа. Па би можеле да се согласиме со голем дел од работите и обсервацијата која што и сега и претходно во оваа емисија кажавте. Факт е дека стана збор за драматични времиња, за времиња во кои што се случуваат потреси кои што би имале децениски импликации наспроти еден долг период на мир и особено меѓусебно сојузништво и разбирање помеѓу Соединетите Американски држави и државите членки на Европската унија и државите од европскиот континент. Она кое што мислам дека е важно да го дефинираме и може да се каже дека не постои одногласност помеѓу политичарите и помеѓу општествата заинтересирани за овој развој на настаните, дали станува збор за привремен потрес кој што потоа повторно ќе ги доведе работите во некој приближен ред какви што постоеле во минатото, или пак можеби навистина станува збор за период во кој што се случува дефинитивен развод или она што се нарекува распаѓање на меѓународниот поредок таков каков што го познаваме, воспоставен по формирањето на Обединетите нации, односно завршувањето на Втората светска војна. Дали просете во таа символична смисла, ако е тоа тој крај, дека Доналд Трамп одбира токму таму каде што станува јасно дека европејците безмалку врелат и нас ни е јасно, пријателе, дека е крај. Пробавме на секаков начин, пробавме да дадеме гестови на добра волја, но одговорите од Вашингтон само ги зголемува апетитите или концептот во кој се поменуваше секоја пристојност и наговори на однесување, дури во националната стратегија има делови за Европа кои се веројатно дури навредливи да бидат во документ. Соединетите Американски држави и државите членки на Европската унија, особено мокните држави како Франција, Сојузна република Германија и доскоро членката на ЕУ, Обединетото кралство, има долгорочни стратегии, имаат исклучително голема историска меморија, поврзана меѓу другото и со развојот на меѓусебните билатерални односи, односно во случајов односите со Соединетите Американски држави. Она кое што е важно да го споменеме е дека несомнено председателот Трамп е лидер на најмоќната нација, на најмоќната држава во светот, меѓутоа тој представува дисконтинуитет според мене од една востановена
повеќе децениска политика на Соединетите држави насочена кон Европа, кон европските држави, а воспоставена како таква по завршувањето на Втората светска војна. Она кое што е многу важно да го детектираме и да дадеме прогноза дали овој дисконтинуитет представува вовед во нова ера на односи или пак можеби само краткотрајна дистракција после која се разбира дека нештата нема да бидат онакви какви што биле, но ќе бидат приближно онакви какви што беа пред доаѓањето на актуелната администрација предводена од претседателот Трамп. Она кое што ќе ни даде индикации во некоја смисла, дали може би има шанса да размислуваме за тоа како работите да се вратат на претходното тежиште, според мене се повеќе работи, меѓу кои најважна е внатрешната динамика на политичките односи во Соединетите Американски држави. Ние знаеме дека Соединетите држави се демократија во која што многу често се одржуваат избори, се тестира расположението на граѓаните на секои 2 години, првенствено заради мандатот на членовите на представничкиот дом. Па во таа смисла, според мене, секако оваа година е крајно неповолна, бидејќи немаме таков тип на тестирања, но дури представници од најблиското опкружување на претседател Трамп зборуваат имено за тоа дека од исходот на оние така наречени mid-term избори за членови на представничкиот дом, меѓу другото, ќе се види насоката по која што ќе се движат Соединетите држави. И конечно, имајќи во предвид уставно правната композиција на оваа држава, ова е последниот или вториот мандат на претседателот Трамп, па оттаму, имајќи во предвид ограничениот карактер од 4 години, ние сега сметам дека е прехрабро да влечеме прогнози за тоа дека навистина станува збор за едно уривање на една кула од карти на еден меѓународен поредок кој што почиваше на нормите на меѓународното право, нешто за што јасно би рекол можеби малку песимистички зборуваше премиерот на Канада. Додавам само дека некаде на маргините тивко, сега некои од повлијателните соработници или пријатели на Трамп зборува дека уставот и не е баш така јасен и дека тоа е мандат од 2 пати во континуитета, бидејќи овој претседател има искуство на 45-ти па 47-ми, дека не е исклучено дека може да се надпреварува и наследните како еден споен мандат. И сега тоа изгледа не баш нормално, ама во многу чудни околности. Таму додека е на сцена оваа сила на овој концепт, веројатно ќе стои некаде како отворено прашање. Професор Спасов, некако сме подготвени да оцениме дека доаѓа еден човек, ги знае сите своји грешки од првиот мандат, како некој кој се наоѓа како диво месо помеѓу естаблишментот во Вашингтон и осветнички кога се враќа во својот мандат, знае со кого доаѓа, колку се тоа лојални луѓе. Видовме меѓу другото и на форумот во Давос, начинот како возвраќаше министерот за финансии со исто толку подрugливост кон европските лидери, као со што ни се заканувате со базука, вашата базука, ќе формирате работна група, што се обидува да се реферира на комплексноста на носењето на одлуките во Европа. Ако го погледнеме континуитетот од првиот ден, се што кажа J.D. Венс на Минхенската безбедносна конференција. Мислам дека македонската делегација аплаудираше, да. Мислам, да. Да, аплаудираше македонската делегација. Тоа беше првата инвестиција за периметарот. И особено, се што во смисла на некаков документ талкан из американскиот политички простор, кој има врска со културолошката војна во Америка. Тоа е Heritage фондацијата, тоа е програмот 2025 и конечно тоа е текстот кој што го потпиша Трамп, а тоа е неговата национална безбедносна стратегија. Тоа не се политичките чекори, но тоа е визијата која Америка испорача. Таа јасно и покажува на Европа што мислат за неа, каде е местото, што очекуваат во партнерството таа да промени внатре, што некој го протолкува како недозволено мешање во внатрешните работи, но тоа се пораките за Америка каков европски партнер бара.
Дали овие приказни сега за Гренланд, го сакам за нас, тоа е прашање на нашата сигурност, не е прашање за соработка на сојузниците, се само изведенки од тој концепт кој веќе е соопштен? Вака, прво во однос, ако дозволите да се навратам, во однос на самиот меѓународен поредок. Значи, по крајот на Втората светска војна практично имате два поредока. Еден е меѓународното право, она што е повелбата на Обединетите нации, и вториот е дополнителен поредок кој што го гради Западот. Така се гради политичкиот Запад или она колективниот Запад, понекогаш тоа русите често го користат како терминологија. Вториот овој поредок е Rules-Based International Order, што значи на повелбата на Обединетите нации, каде што акцентот е ставен на немешањето во внатрешните работи, суверенитетот на државите, неповредливост на територијалното интегритет и така натаму, се додаваат и одредени принципи кои што не се прифатливи тогаш за сите држави како што е Советскиот сојуз, на пример, а тоа е човековите права, исто како еден критериум. Тој поредок својот врв го доживеа после падот на Берлинскиот зид, 90-тите години, и до 2005 година, кога се обиде во Генералното собрание на Обединетите нации се направи обид за реформа и на системот на Обединетите нации преку резолуцијата R2P, односно Responsibility to Protect, на некој начин да се легализираат хуманитарните интервенции, интервенциите поради масовно кршење на човековите права и така натаму. После тоа беше врвот. После тоа имаше едно затишје и од 2014 година, од руската агресија врз Украина, односно нелегалната анексија на Крим, тој поредок веќе гледаме дека 11 години полека се растопува, односно се помалку има држави што го почитуваат. Бидејќи во меѓународниот поредок, за разлика од националните правни и политички поредоци, кои што кај што имате јасна санкција, поредокот е жив толку колку што членките на системот имаат желба да ги следат правилата кои што постојат. Од 2013-14 година се помалку и помалку држави имаат реално желба да ги следат правилата. Дали овој поредок ќе се менува? Да. Колку ќе се менува, тука ќе се согласам со колегата Спасеновски, е нешто што треба се уште е рано да прогнозираме, меѓутоа сосема е јасно дека тоа променети се стратешките интереси на Соединетите Американски држави се кон најголемите предизвикувачи, а тоа е пред се Кина во Пацификот, но и други држави, а стратешките интереси на Европската Унија е да се одржи интеграцијата и да се даде нов стимул на интеграцијата. И сега ние тоа можеме да го наречеме политички развод, политичка кавга, меѓутоа треба да правиме разлика помеѓу појавноста, значи кој како реагира, кој каков карактер има и процесите што се случуваат. Според мене, и уште пред Трамп, уште за време на администрацијата на Обама, тој тип наменување на стратешките ориентации беше започнат. Се разбира во вториот мандат на Трамп, ние на појавно ниво, тоа го гледаме многу појасно дека се случува, но не би рекол дека се работи за некакво преголемо изненадување или нешто што не беше најавено. И сега доаѓам до вашето прашање во однос на овие документи. Видете, тоа се внатрешно политички процеси во Соединетите Американски држави, меѓутоа слични процеси има и во Европската Унија. Тоа се тие идентитетски прашања, културна војна која што постои помеѓу, ајде да кажеме, либералите, конзервативците и така натаму, напуштен е политичкиот мејнстрим кај што и центар лево и центар десно плюс минус се согласуваа за големите прашања, разликите беа во однос на регулацијата на економијата и уште некои поситни разлики. Веќе тие идеолошки, ги наречеме, разлики се видливи. Меѓутоа, она што се случува во Соединетите Американски држави привлекува повеќе можеби внимание на светот поради статусот на најсилна држава на светот. Меѓутоа, исти или слични работи гледаме и во големи европски држави кои што се случуваат, така што тоа се процеси кои се случуваат во целиот свет, односно ајде да го ограничиме на целиот Запад. Она што сега можеме да го заклучиме е дека Западот, онака како што сме го познавале претходно, во иднина ќе биде променет. Во која насока, колку ќе биде променет, тоа е многу битно за нас како мала држава да направиме проценка, за да можеме и соодветно да се
да се поставиме. Но, и тука завршувам, тоа не значи дека треба да се вратиме во филмот, бидејќи кај нас за жал, особено кај постарите генерации, а и некои помлади генерации кои се под влијание на некакви приказни, да влеземе во филмот на неврзаните и да сметаме дека се врати времето кога можеме да седиме на 3-4 столчиња и да изиграваме некаков медијатор помеѓу глобалниот север и глобалниот југ, односно истокот и западот, бидејќи за малите држави, посебно за оние кои имаат комплексна внатрешна структура како нашата, тоа е најјасниот пат кон провалијата. Добро, веројатно Србија не припаѓа во таа категорија, оти таа удобно седи на троножец со прилично толеранција од сите страни, од Брисел и во добри релации со Москва и добри релации со Кина. Него забележа дека апсурдот на форумот е всушност дека по прв пат фон дер Лајен ја соопштуваше свесноста дека тука некаде е крај на концептот, дека не може да се живее во носталгија од пред Трамповото време и дека сите европски чинители од тие што ја создават економијата до тие што ја градат политичката стратегија морат упорно да го исцртаат новиот пат. Наспроти тоа, кинеската вице-премиерка скоро звучеше надреално дека таа сега ги користеше зборовите за мултилатералноста, за сигурноста на економијата, за вистинскиот пат и тоа е веројатно таа шизма во овој момент на меѓународната сцена во која не е сосема јасно како ќе се позиционираат. Професор Спасеновски, претеруваме ли кога се стрпуваме како одеднаш да се превртело во Вашингтон, кога всушност и претходно тие биле главниот воен и дипломатски спонзор на тоа што го нарекуваме Западот или Алијансата. Ги пакуваа во целофан на заеднички вредности добар дел од приказните, иако секогаш се работеше за примарно американска агенда. А европските партнери се чувствуваа удобно зашто сметката завршуваше во Вашингтон и сигурноста на најголемиот покрај нас ги ослободуваше да се занимаваат со други прашања, а не заеднички да партиципираат како што сега го разбираат предизвикот, дали европски сили, безбедносни сили, колку пари за одбрана, дали сме сега оставени сами, отворени, кои се дилемите во смисла на економијата. Во таа смисла можеби звучи како нечесно, како што вели професорот Спасов, Трамп само соголено и директно ги соопшти работите кои претходно на еден друг начин во лидерството на Америка се цитира како заеднички вредности на Западот, сега тоа отворено вели, ќе бидеме таму каде што е нашиот интерес, таму каде што е вашиот, спасувајте се и обидете се да изградите свој концепт. Лидерството на Соединетите држави, меѓу другото, почиваше и на односот кој таа држава го имаше и во оваа смисла можеби не е толку изразен кон државите од Западна Европа, особено по завршувањето на Втората светска војна и улогата на Соединетите држави во создавањето на оној мини поредок за кој што зборуваше колегата во рамките на глобалниот систем кој што беше воспоставен со формирањето на Организацијата на Обединетите нации. И во таа смисла овој нов развој на настаните представува радикален дисконтинуитет, меѓутоа како што кажавме останува отворено прашањето дали ќе стане збор за едно ново правило кон кое сите ќе треба се прилагодат или пак можеби краткотрајна состојба која што ќе заврши со завршувањето на нечив мандат. Тоа е нешто за кое што ние треба да разговараме. Она кое што е важно да го истакнеме дека актуелниот претседател на Соединетите држави секако дека представува невообичаен лидер, некој го употребува терминот трансакцијски, кој што не води многу сметка за институционалната, за историската меморија во односите помеѓу другите држави и за одговорноста која што ја има Соединетите американски држави за меѓународниот поредок кој што се создава. Ние знаеме дека со усвојањето на Поелбата на Обединетите нации и формирањето на оваа универзална меѓународна организација, прашањата за светскиот мир, принципите меѓу другото и за вредливоста на границите станаа дел од меѓународното право кое се обврзаа да го почитуваат сите држави во светот. И оттаму овие состојби кои што ги гледаме, особено со идејата за анексија на Гренланд,
самото по себе представува нешто што представува радикално отстапување. И ако анализираме од аспект на меѓународното право, се поставува прашањето зошто никој овие 2 недели особено, а и неколку месеци понапред, не зборуваше за користењето на механизмите кои што стојат во рамките на Организацијата на Обединетите нации, особено во светло на улогата на Советот за безбедност, за прашањата поврзани со меѓународниот мир. Ова не велам дека идеализираме нешто, туку само зборуваме за отстапувањето кое што во овој момент постои во светот наспроти некои принципи, некој меѓународен поредок кој што бил создаден и функционирал со се разбира со определени аномалии, со определени исклучоци, нешто на што упатуваше и примерот на Канада, велејќи дека ако во изминатиот период се правевме слепи за определени отстапувања, сепак зборувавме дека постои меѓународен поредок и меѓународно право кое треба да го почитуваат државите. Или доколку оваа дебата ја сведеме на теренот на она што се нарекува теорија за меѓународните односи, во кои постојат два пристапа, едниот е оној на реалистите и оној на институционалистите, очигледно како што и самиот премиер на Канада кажа, сега доаѓаме во ера кога идеите на Тукидид, а ја би додал и идеите на Николо Макијавели, се нешто кое што представува норма во меѓународниот поредок. Премиерот на Канада спомена дека живееме во ера во која според Тукидид силните го прават она што можат, а слабите она што морат. Ја би додал и дека следејќи го поведението на Доналд Трамп, како што вели Николо Макијавели, ако за еден лидер треба да бират дали треба да го сакаат или да му се плашат, секогаш е подобро да му се плашат, заради тоа што на тој начин, на еден поедноставен начин би можел да ги реализира идеите за кои тој. Доволно да речете дека за 5 часа ве поробија и сите вие останати, да не бевме ние, ќе зборувавте доминантно германски или јапонски, се знае на што се алузиите, меѓутоа на данците вели за 5 часа ве освоија, дојдовме ние, завршивме работа и не знам зошто бевме глупави и потоа ви го дадовме Гренланд. Сега јас ќе ја поправам глупоста, си го барам назад, затоа што тоа ми е во концептот на безбедноста на Америка. Тоа парче лед кој доздала има минерали кои веројатно ќе се покажат на крајот за поважната трка во целата приказна, подразбира место кое е покриено од сојузниците во смисла на контрола на стратешките интереси на Сојузот. И тоа е веројатно ударот кога тој по прв пат користејќи го Гренланд се обидува да им каже ниту сме исти, ниту сакам заедно, градам стратегија за безбедност на мојата земја, ми треба тоа парче лед, таму сакам купола, евентуално ќе ги фаќа уште и Канада да ги заштити, нека биде мирен премиерот на Канада. И тоа е тој јазик кој веројатно испровоцира другата страна, зборува како францускиот претседател за европската базука, за отсуството веќе на било какво разбирање и дека тој нов колониализам нема да дозволат да ги претвори Европа во вазали. Има ли тогаш доволно концепт, бидејќи да речеме ова не е прв пат за Европа дека кога ќе одлучил Вашингтон да намигнува кон Москва, таа го премолчувала тоа. Тоа се случи во мандатот на Обама. Дури за оваа иста Украина, така наречениот скандал Киевско пиле, тој познат говор на Буш постариот во Киев, кога ти очекува апсолутна американска поддршка за независноста, тој ги постави во ситуација во еден историски говор дека слободата и независноста не се исто, а всушност тогаш беше прашањето на Америка дали ја сака таа динамика во раздружувањето на Советскиот сојуз и создавањето на новата држава и овие земји што ќе отпаднат од чиј што локален национализам, како што тој вели, можеби во тој момент Америка повеќе се плашеше. Во таа смисла Европа секогаш била тука покрај клучните американски интереси кои ја создавале агендата. Дали всушност Гренланд беше вистински одбраната кавга, и никој не може да поверува дека 40 војници што ги испратиле 8 земји ќе ги доведат до царинска војна и таа ќе биде големиот почеток на крајот, вклучително и на големиот воен сојуз како
НАТО. Дали всушност сите страни оваа криза околу Гренланд, под предпоставка дека ќе се реши на начин на кој што се реши, ја искористија да ги соопштат позициите за новото време? Да, меѓутоа прашањето за Гренланд треба да го гледаме не само во однос на американско-европските односи, иако повторно ќе кажам, Европската унија треба малку поинаку да ја гледаме. Соединените американски држави се држава, класична држава во меѓународното право. Европската унија е државен сојуз и нејзината формира работна група, што вели Скот Бесет. Да, формира работна група. Јас добро, сега тоа нели или се чека Европската унија. Зошто е ова споро? Да. Зошто е ова комплицирано? Зошто е ова неспособно да ги донесе клучните одлуки на време? Затоа што таква е природата на Европската унија. Едноставно не може да се споредуваат работи кои што се неспоредливи. Бидејќи во Европската унија, особено во делот на заедничката надворешна и безбедносна политика, се уште заедничките ставови се градат низ еден процес на усогласување кој што многу повеќе наликува на меѓународна организација отколку на една држава со еден државен поглавар, една влада, едно министерство за надворешни работи. Меѓутоа прашањето на Гренланд, иако сега повторно ќе се вратам на ниво на појавност изгледа како проблем помеѓу Соединетите американски држави и европските држави или најголемиот дел од европските држави, вклучувајќи и администрацијата во Брисел, треба да се разгледува и во контекст на други две прашања. Едното прашање кое што е во најава е како ќе се разреши украинската криза, односно каков мировен договор ќе се постигне, или еве да бидам подиректен, дали тој мировен договор и ќе формализира или ќе легализира размена на територии, нешто што во овој rules-based order се сметаше за надвор од сите правила, па и во системот на меѓународното право. Ако утре почнуваат трилатералните преговори во Обединетите арапски емирати, ако еден час Зеленски беше со Трамп, веќе научил што треба да зборува после средба со Трамп, меѓутоа особено покрај критиките кон европските партнери, станува јасно дека веројатно таа приказна се движи кон разрешница и тоа во тој триаголник. И тоа треба да се гледа, значи Гренланд во контекст на како ќе се разреши украинското прашање, бидејќи не заборавајте дека од 2014 година тргна работата од Кримската платформа, која што намерно беше наречена Кримска платформа, бидејќи не се признаваше нелегална анексија, ниту пак размена на територии се земаше во предвид, бидејќи беше спротивно не само на меѓународното право, туку на принципите на кои што беше заснован западниот поредок. И вториото прашање кое што исто врзано е односот Кина-Тајван. Значи исто така треба што ќе се случува, односно кој ќе биде односот на Кина кон прашањето на Тајван во следните една до 2 години. Така што принципиелноста на кинеската заменик председателка во однос на мултилатерализмот, во однос на меѓународното право е добро да се слушат во 2026 година, но својот вистински тест ќе го има во следниот период, во зависност од тоа како ќе се реализираат најавите на нејзиниот шеф, односно кинескиот председател и генерален секретар на Комунистичката партија на Кина во однос на тајванското прашање. И тука ќе се види целата слика. Да, сато велам дека звучеше скоро апсурдно токму поради овие предизвици кога ќе ви дојде ред на дело да ги покажете некои од принципите, веројатно сето тоа поинаку ќе функционира. Ама кога користите прилика дека гледате дека до вчерашните пријатели функционираат по системот секој е волк, звучи чудно за ушите дека думите што би требало да ги кажат европско-американските лидери сега всушност во Давос ги кажуваше кинеската вице-премиерка. Да се состави новата европска приказна, да се исчита на вистински начин Вашингтон, ако председателот е во својот втор потрошен мандат, му остануваат уште 3 години од мандатот, повеќе од јасно е дека ќе биде безмилосен во своите намери, бидејќи тој е тука, неговата екипа апсолутно го поддржува во тоа што го прави и најголемиот дел од прашањата кои ги сака како извозен производ под дефиницијата Америка на прво место, значи изолационистичка политика, себично гледање на себе си, интервенции само тамо каде што имате директен интерес. И сега тој имплицитен момент кон Европа е занемлив, кој што стои во нивната национална безбедносна стратегија. Ова е
некој ќе рече по прв пат, кога Америка се меша, ама сега тоа ни звучи по прв пат затоа што се меша во контекстите на стара Европа, во смисла на политичките слободи, на што беа чувствителни Германија и останатите земји, сметајќи дека Америка или официјален Вашингтон има на ниеден начин право да фаворизира, се меша или поддржува актери на изборите во европските земји. Се разбира, никогаш тие претходно не реагирале кога Америка под други наводи се мешаше особено во европските земји од југоисточниот блок, кој најчесто се обидуваше да ги спаси од руската пенетрација, но тоа беше европско тло, европски земји, и таа се мешаше и во изборите на претседатели, во можноста кој ќе се остави влада. Сакам да речем, има континуитет тоа мешање, но сега овие клучните лидери веројатно не можат да поднесат дека тој буквално директно влегува, ги рекува паразити, Европа која за 20 години ќе исчезне, и прашањето и листата поради која вели дека не се согласува е слепоста за миграцијските прашањата на слободата на говор, замислете Вашингтон, тоа и го кажува на Европа, и политичките слободи. Како да се реорганизира сега таа Европа, која дури на оваа прашања за која зборува професорот Спасов има допрва искушенија? Тоа за Украина. Планот можеби ќе биде донесен во овој триаголник Русија, Украина, Америка, но Европа ќе остане да живее со последиците на својата граница. Ви звучи ли воопшто сега во овие контексти воопшто веројатна сега новата приказна дека ако конфликтот во Украина донесе две нови членки во НАТО сојузот, Финска и Шведска, дека ова ново триење или судир можеби ќе донесе пред вратата две нови членки на Европската Унија кои воопшто не биле на листата, тоа се Норвешка и Исланд. Па може да се прочитаат поголем број на анализи, особено за перспективното членство на Исланд во Европската Унија, особено заради фактот што на почетокот на 2027 година во оваа држава е планирано организирање на референдум на кој што граѓаните на Исланд треба да одлучат дали конечно ќе се одважат да пристапат и да бидат полноправен дел од Европската Унија. Очигледно е дека станува збор за тектонски пореметувања и како што можеме да извлечеме добри заклучоци од познатата поговорка дека кога се тепа слоновите страда тревата. Во вакви критични времења можете да обезбедите шанса за помалите држави, но од друга страна истовремено постојат и ризици да влезете во еден геополитички офсайд од кој што не можете да излезете можеби и децении во иднина, и оттаму можеби помалите држави како што е Република Македонија, државите од Балканскиот полуостров и други, можеби единствениот добар начин или најдобрата дипломатија во овој момент е едно мудро премолчување и не влегување во дебата, особено во ситуација кога не се раскрстени односите помеѓу државите. Во однос на Европската Унија, пристапот на Соединетите Американски држави кон европскиот континент не е нешто ново. Меѓутоа, нов е начинот и, би рекол, отвореноста без никакви дипломатски ракавици кои што доаѓа во овој момент од официјален Вашингтон. Ние знаеме уште за познатата изрека на Кисинџер во однос на Европа и одговорот со контрапрашање кој е телефонскиот број на Европа кога станува збор за нејзино соодветно третирање како рамноправен сојузник. Првенствено тука се мисли за тешкиот гломазен начин на носење на одлуки во самата Европска Унија и од државите од европскиот континент, кој што не гарантира и не обезбедува онаа промптност во реагирањето кој што им е важна некогаш на Соединетите Американски држави. Кога станува збор за оваа администрација, а понекогаш им е важна ситуација како ова, кога треба да се покаже единството, а вие го знаете телефонот на Виктор Орбан, зборувам. Во Вашингтон го знаете телефонот на Виктор Орбан. Станува збор делумно сега се променија одлуките каде буквално
се бараат и либералните партнери како сојузници во кои Европа на еден друг начин треба да биде притисната за брзи одлуки кои треба да постават лентата по вкусот на американскиот председател. Според мене тука има два момента, ако ми дозволувате. Едниот момент е поврзан со глобалните интереси на Соединетите држави како најмоќна држава во светот во насока на реализирање на односните цели. Меѓутоа, другата причина е поврзана со карактерот на актуелниот американски председател. Ние сме свесни за поголем број на изјави, за дебати, вклучувајќи го и форумот во Давос, кога гледаме дека кога станува збор за релациите на председателот на Соединетите американски држави со други европски лидери, во голема мера улога играат и личните моменти. Да не заборавиме дека во текот на кампањата за избор на председател во Соединетите американски држави имавме серија на изјави од страна на председателот Трамп и неговите најблиски соработници околу пристрасноста и вклученоста на дел од европските центри на страната на условно речено политичкиот конкурент, односно политичкиот противник. Па во таа смисла, оваа лична, би рекол, нервоза, овој личен момент и мотивираност, исто така игра улога за тоа дали во некоја ситуација председателот Трамп ќе биде попријателски насочен, како што е во случајот со премиерот на Унгарија, или пак можеби ќе биде доволно дрзок, употребувајќи широк арсенал на квалификации кога станува збор за релациите со председателот на Француската република. Така да едниот аспект се разбира интересите, вториот аспект се личните особености на председателот Трамп и третиот исто така многу важен аспект е фундаментално, би рекол, идеолошко несогласување на актуелната американска администрација, кога станува збор за вредностите и идеологијата кои што ги застапуваат најголем дел од политичките елити, распоредени во две моќни партии, бидејќи во крајна линија станува збор за етаблиран двопартизам во најголем дел од европските држави, со вредностите кои што тие ги споделуваат. И во таа смисла, само да споменеме, не треба да не зачудува поддршката која што доаѓа од Вашингтон кога станува збор за политичките движења во државите од европскиот континент. Само да споменеме дека еден од најблиските соработници, најголемиот поддржуваш на кампањата на Доналд Трамп, Илон Маск, учествуваше на предизборни собири во повеќе држави од европскиот континент. И во оваа смисла, за да сватиме фундаменталноста на промените кои што се можни да се случуваат, ние само да ги земеме примерите не само со АФД и со ситуацијата со Националниот фронт во Франција, туку и со реформистичката партија во Обединетото кралство. Само од аспект на теоријата, значи еден од основните аспекти на британската држава е тој британски двопартизам. Според мене единствено нешто кое што го штити тој британски двопартизам во моментот е изборниот систем, односно мнозинскиот изборен систем со релативно мнозинство во еден круг, кој што им дава некаква комотна позиција на старите актери, односно на конзервативната и на лабористичката партија. Во спротивно, во услови на поинаков изборен систем, ние ќе имаме тектонска политичка промена во таа држава, ќе имаме нова политичка елита во лицето на реформистичката партија. Сега, во однос на, конкретно се надоврзам на колегата, значи, третиот аспект беше идеологијата. Значи, покрај, карактерот, државните интереси, новиот и идеологијата. И тука, и тоа стои во Националната стратегија за одбрана, јасно е поддршката на овие крајно десничарските партии, бидејќи се наоѓаат Карл Билд вели, па нивната стратегија повеќе десно од секое десничарско движење во... И сега се наоѓаат околу различни прашања, околу тие идентитетски прашања, особено мигрантите и така натаму. Но ова е одличен пример да видите како идеологијата и државните интереси не одат секогаш заедно. Што се случи сега во однос на Гренланд, но и во однос на Канада, шегите или полушегите за Канада како 51-ва американска држава и каква беше реакцијата на крајните десни партии во Европа. Сите крајни десни партии се оградија од председателот Трамп, во кое што Најџел Фараж беше веројатно во една од најкомплексните ситуации. Зошто? Затоа што Обединетото кралство и Канада се под заедничка круна. Како може Најџел Фараж да го подржи Доналд Трамп, да Канада, која што се уште е под заедничка круна со Велика Британија, стане федерална единица во Соединетите американски држави. Скоро сите, освен и Шведската, и АФД, и Француското национален фронт или национално движење, како се, освен Виктор Орбан. Само Виктор Орбан остана
во тој идеолошки блок, а видовме сега дека тоа падна во сенка на овие кавги помеѓу официјалните представници на државите, изјавите кои што ги дадоа крајно десните партии, бидејќи таков тип на потези од страна на Америка директно ја рушат изборната база на крајно десните партии. Која крајно десна партија, која што се суверенисти и така натаму, би се согласила да дел од територијата на некоја од државите на Европа преиде под суверенитетот на друга држава. Пауза за реклами. Професоре Спасеновски, многу аплаузи и дури вие два пати го цитирате говорот на канадскиот премиер Карни во Давос, но тоа е занимлив како повик да се прочита есеот на Хавел моќта на немоќните. Ако ја опишуваше позицијата на својата земја, тој во суштина зборуваше за овие кои не се големите сили за кои вели веќе ни е јасно што ќе прават и дека силата или моќта е над правилата и меѓународниот подорок, што би правеле ние останатите, кои сме во групата моќта на немоќните. Тој за средните, каква што ја смета Канада, вели дека немаат избор да останат тврдина и сами да се штитат од целиот тој концепт и дека би било попаметно да инвестираат во нови коалиции кои ќе почитуваат и интересот, но и вредностите. И се го пишуваше кого би барале на тој пат. Ова е директниот дел, да се вратиме до Македонија, таа не е ни меѓу средните. Една мала, отворена во економска смисла земја, неважна во оваа битка на слоновите, за која белгискиот премиер вели би било глупаво, гледајќи го сето ова, да останеме како требопасни животни кои го наблюдуваат овој надпревар. Тогаш, ако не е изборот и не е предизвикот, после се што изнаслушавме во оваа една година од мандатот на американскиот претседател, ние себе си сме се прогласиле како дел од тој периметар. Во тој периметар некој заборавил да не покани во одборот за мир, одлично што заборавил, додавам јас, и веројатно сега ќе бевме во ова денеска друштво невесело во Давос, во кое е јасно дека отсуствуваат главните европски играчи, проценувајќи дека тоа е намерата да се создаде паралелна организација на Обединетите нации, за која претходно вие коментиравте зошто не се користи како механизам. Ако не можеме да одлучуваме меѓу едните и другите, наблюдувајќи што се случува, разбирајќи дека последиците ќе ги трпиме подеднакво или ние можеби посилно, дали прибирањето во домашната дискусија за приоритетите на македонската надворешна политика подразбира цртање на една друга стратегија, ке значи забрзано финиширање на некакви задачи кои државата си ги предвидела за себе? Па, лично не мислам дека ни предстои период на внатрешна интроспекција и забрзано решавање на домашните задачи. Тука да мислиме првенствено на динамизирање на процесот на интеграција на државата во Европската Унија заради повеќе причини. Заради внатрешната динамика на односите во Бугарија, заради приликите во Ма ние измислевме дека ни е важна динамиката во Бугарија. Точно. А можевме да скокнеме Бугарија. Точно, но истовремено А сега можеби ќе го добиеме најлошиот по нас, условно речено, во новата роља, да речеме Радев, премиер на Бугарија. Да. Во таа смисла се согласувам со вас и кога зборувам дека ни престои период на намалена динамика, првенствено мислев на новата политичка реалност која што се создава во Бугарија по оставката на председателот Радев и неговото вклучување во предстојната изборна кампања, која што гарантира негово поголемо политичко влијание или уште поголемо политичко влијание. Имајќи ги во предвид неговите лични позиции околу македонското прашање и ставовите на државата во однос на барањата на Република Бугарија, сметам дека ќе настапи период на многу порестриктивно толкување и многу порестриктивен пристап на официјална Софија кон начинот на кој што официјално Скопје или Република Македонија настојува да ги толкува, да ги интерпретира или пак да ги
исполни, но притоа и да се заштити кога станува збор за барањата кои доаѓаат од Софија. Сметаше дека има комодитет да ги конзервира прашањата, додека не добие јасни сигнали дека другите се подготвени да се придвижат. Кога сте премиер на оваа држава и седите во Давос и гледате еден председател кој перверзно ја превртува историјата на светот и учеството на сите на кои што им се обраќа. Дали вие како советник на премиерот за европски прашања му велите би можеле ли можеби малку да се прибереме, оти ниту сме во позиција да им кажуваме за копенхагенските критериуми, уште помалку да им раскажуваме за историјата и нашите проблеми, оти овие луѓе се подготвени како на кризата за Гренланд, глупави бевме, си го бараме назад, како интерпретацијата на серија други прашања какви што си тие, меѓу другото и за Украина од устата на американскиот председател, става друга рефлексија во нашето кладење дека тие ќе бидат стратешкиот партнер кои малку ќе ја преуредат официјална Софија и ќе не донесат на вистински начин на преговарачката маса. Два аспекта. Првиот аспект е дека географијата игра основна улога или еден од основните аргументи во определување на одредена политика. Географијата на Република Македонија иманентно упатува на фактот дека нашиот прв и најважен стратешки приоритет е што побрзото интегрирање во Европската унија. Тоа е едниот аргумент. Вториот аргумент упатува на времињата во кои живееме, а кои што зборува за една зголемена тензичност, во која, особено малите држави, нешто на што упати и председателот на Србија, но во еден друг контекст, дека станува збор, дека живееме во време кога малите држави можат многу да настрадат и дека можеби најдобриот начин е да застанат на страна, притоа чекајќи оваа голема битка да заврши и да резултира со определен нов развој на појасен развој на ситуацијата во која што ќе можат повторно да се стабилно да се градат определени политики. Кога зборуваме за Европската унија, јас јавно го поставам прашањето. Се разбира, цврсто стоејќи на фактот дека нужно е и најважно е национален интерес е членството во Европската унија. Но што е денес Европа? Ако гледаме од аспект на одборот за мир на председателот Трамп, тука ја гледаме Грција, тука ја гледаме Бугарија. Не мислам дека Грција не прифати. Не прифати. Грција не потпиша, но е поканета. Така, ама поканете и Хрватска, поканете и Словенија. Сега не гледаме списот на тие кои што одбија. Ние во оваа ситуација. Бугарија се чувствува почестена затоа што главниот играч во оваа приказна на одборот ќе биде Николај Младенов, бугарскиот политичар, и затоа Желјаско веројатно денеска има и средба и се сметаат дека ова е потврда на нивната особена улога на меѓународната сцена, но ако е таму Косово покането, ако е таму Албанија покането, ние не добивме ниту покана. Можеби таа порака од Вашингтон некако треба да ја разбереме? Можеби не добивме покана, вие рековте и добро што не добивме, но од друга страна... Не, отеќе ја прифатевме, затоа велам и добро што не добивме. Кој се добил покана, тргнувајќи од принципот на географијата, можеме да видиме дека сите наши соседи, со исклучок на Србија, или влегува во тој одбор за мир, предводен од председателот Трамп, или се поканети и чекаме да видиме каков ќе биде исходот. Тука првенствено мислам, како што рековме, на Грција, на Косово, на Албанија. Косово и Албанија влегува. И на Бугарија, секако, да. Тоа го зборувам. Значи, во оваа смисла, можеби одредена воздржаност, чекајќи да видиме какви ќе бидат ветриштата во иднина, е нешто кое што на краток рок би било поволно поведение. И уште нешто, како прашање кое што би сакал да го истакнам. Во рамките на институциите на Европската унија се слушаат секако сигнали за потенцијално членство на Норвешка и на Исланд во Унијата, но се помалку и се подолго не слушаме јасни, цврсти гласови од официјален Брисел околу потребата од забрзано проширување со овој дел од светот. Се разбира, имајќи го пред фактот дека тие лидери, тие политички елити, тие институции се занимаат со многу подраматични прашања. Ова не е прашање на вредносен суд, дали треба побрзо или помалку брзо да се зачлениме во Европската унија од аспект на Македонија, туку една обсервација на една реалност која што ни упатува
на фактот и не тера да заклучиме дека сите околности не водат кон тоа да предвидиме дека динамиката нема да се забрза. Тоа е моја лична позиција. Професор Спасов. Вака, бидејќи сме на крајот на времето, само неколку тези. Прво, не треба да се ставиме во улога на порспарол на големите сили, ниту самите да се трудиме да се ставаме, да избираме помеѓу Соединетите Американски држави и Европската Унија. Тоа не значи да бидеме пасивни и да чекаме, туку напротив треба да ги удвостручиме напорите преку бек-ченелинг. Значи помалку јавни изјави, повеќе реална работа и со двата центра. Во однос на Европската Унија, времето не работи во наша корист. И тоа сега го гледаме во однос на развојот на настаните со Бугарија. Нас Европската Унија ни е нужна прво ради економијата, бидејќи е најголем економски партнер Европската Унија, и второ поради демократијата. Бидејќи Европската Унија е се уште тој простор во кој што либералната демократија, онаква како што ја знаеме, обстојува и функционира. Во однос на Соединетите Американски држави, тоа што Соединетите Американски држави го менуваат глобалниот фокус не га значи дека ќе изгубат интерес во однос на овој дел од светот. Но треба да го сватиме новиот интерес и да идеме во аранжмани таму каде што Соединетите Американски држави имаат интерес, односно ние да се прилагодиме и да сватиме која е нашата големина и не да замислуваме дека сме ние некакви играчи, она што го спомнав. И сега, например, Иди Рама не оди во Давос затоа што има работа во Албанија, треба да ја прошета керката на Доналд Трамп, да го разгледа островот на кој што незиниот сопруг ќе прави еден исклучително скап комплекс. Тоа е тоа, најди го моделот во трансакцијската политика, ама ние не знам што, Алчар рудата или што да ги шетаме. Не. Ние можеме такви проекти да имаме со Соединетите Американски држави. Добро, одбивам воопшто и да размислувам и да зборуваме. Значи, само малку, во однос на енергетиката. Една од значајните политики на актуелната администрација на претседателот Трамп е диверзификацијата, особено во однос на течниот газ, во однос на LNG. Ние треба да се вклучиме во регионални иницијативи заедно со САД. Особено е тука Грција битна во однос на диверзификацијата на енергенсите и движењето на енергенсите. Еве поле каде што се отвора можност за соработка со САД за нешто што е особен интерес за САД. Нас САД ни е битен заради националната безбедност и заради внатрешната кохезија. Меѓутоа, како држава треба да имаме еден инклузивен процес во кој што ќе дефинираме што е национален интерес, што не секогаш се совпаѓа со интересот на владачките елити. Тоа значи дека не треба да влетуваме во разноразни аранжмани, особено не водејќи се од идеолошки причини, знаете на што мислам тука, затоа што при една промена, едни избори, промена на идеологијата во една држава, можеме да се најдеме во дупка од која што не можеме да излеземе. Една таква ситуација сега ќе гледаме со изборите во Бугарија, кога исто како и со Грција со спорот со името, кога видовме дека одолговлекувањето работеше всушност наспроти нас, иако долго време бевме убедувани дека времето работи во наша корист, сега исто може да ни се случи конкретно во однос на ова прашање, времето да не односно да се соочиме со ист проблем, бидејќи премногу чекаме и тактизираме во однос на европските интеграции. Европските интеграции треба да ги правиме за нас, а не заради Европската Унија, бидејќи нам ни треба Европската Унија, а Европската Унија може и без нас со формално членство. Добро, на крај сме. Мислам дека допрва од настаните во соседството ќе има нови контексти кои ќе имаат рефлексија на градењето на некаквата македонска динамика и стратегија. На еден начин албанското напредување во евроинтеграциите, на друг начин можеби некаква нова политичка структура во Софија, меѓутоа тоа е земјата која меѓу другото сведочи дека демократијата е чудна работа, дека мислите дека е најважно да се ослободите од корумпираните елити, можете да налетате на фаворитска позиција на некој кој дефинитивно веројатно слови за најважниот руски играч во
во бугарската политика. Тоа е само потврда дека процесот на преговарање со Европската унија, па и членство само по себе ја нема целосната трансформацијска моќ за земјите, каква што ние сега однатвор веројатно замислуваме и му придодаваме на процесот. Ама тоа се моменти кои ќе ги следиме и допрва ќе доаѓаат веројатно на дневен ред. Готови сме. Самото членство не гарантира благосостојба, но седењето надвор од членството скоро сигурно гарантира големи проблеми. Благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, ви благодарам што не следевте. Останете на Телма телевизија. Пријатно.